Уште една можност за изучување на благородна боречка вештина им стои на располагање на граѓаните на Кочани. Аикидо, клубот Нико, што започнал да функционира од неодамна, веќе ги запиша првите членови, кои ќе тренираат 3 пати неделно. Иако кај нас е релативно нова вештина, не е мал бројот на кочанци кои веќе се запознале со аикидото, додека се школувале во Скопје или во другите градови, каде активно функционираат клубови. Во овој осомаголник за дел од тајните на аикидото и начинот на организираност на Македонската федерација, разговараме со Никола Гоцев, тренер на аикидо клубот во Кочани, и Ѓуро Илик, претседател на аикидо федерацијата на Македонија. Гоцев, колку години во Македонија постои веќе аикидо како спорт? И колку клубови во државата постојат? Имате ли сознание? Значи, клубови секој ден се отварат. Ако кажеме некоја бројка сега, верувајте дека за 2-3 месеци има плюс 1, плюс 2. Само во Скопје има 30 на клуба, во Битола, во Велес. За жал, само во малите градови се уште не е толку расширено, иако има голем интерес. Веќе сите знаат што е аикидо, особено реден аикидо, затоа што и специјални единици го тренираат, и полицијата го користи, исто така го има тренирано и се поголем замав зема. Од кога аикидото е влезено во куќата на славните, значи као светска боречка вештина, се помасовен замав зема, затоа што во нејзе нема ограничување, нема да речеме да вежбаат само една популација или друга. Вежбаат од мали деца од 4 години, кои што има посебна програма за нив, до најстарата популација, кои што имаат проблеми со здравјето, со разни скршеници и така натаму, како за жени рековме, значи така и за мажи. Оно што е интересно е дека овие спортови, боречки вештини, би рекол благородните вештини, се популарни во државата. Од каде доаѓаат нивната популарност, имајќи превид дека се работи пред се за индивидуални спортови? Воопшто боречкиве вештини земаат замав благодарение на ММА, Pride претходно, значи Ultimate Fight. Младите генерации се хиперактивни и сакаат да вежбаат, така да се насочуваат дали во каратето како една од најголемите и познати боречки вештини во Македонија и најстара со голема традиција, како во борење, класично рвање борење, така да во новите кикбокс, значи збориме во Ultimate Fight. Реалното аикидо не е боречка вештина каде што се оди на такмичење. Иако, значи, од оваа година има новости за кои што подетално ќе ви објасни нашиот претседател, кој ни е гостин денес. Се користи, значи, као вештина на самоодбрана. Тоа ти е принцип на самурајска вештина, која што служи за искористување на противничката енергија, за совладување на противникот со неговата енергија. Колку е покрупен, појак, посилно напаја, толку значи искористуваме неговата енергија за полесно совладување. Ако некој млитав и лабаво напаја, ќе ни биде проблем да се одбраниме. Колку има блискости, би рекол, аикидото со другите боречки вештини, карате, джудо и останати? Основата на сите боречки вештини е иста. Човекот прв пат кога земал стап да се одбрани од некое животно, збориме значи во параисторијата, од тогаш почнуваат боречкиве вештини. Тоа се само правци на сочување, разделување во однос на стилови. Секој стил си има своја убавина, своја специфика. Така реалното аикидо е нова боречка вештина која што ги има земено најдобрите работи од повеќето други. Најдобрите специфики за да го изгради на ова ниво, кое што е. И реалното аикидо секојдневно се надградува. На сите семинари кои што се на светско ниво, дали се моментално во Македонија, или се во Србија, или се во Англија, или се во Грција, без разлика, секогаш се надградуваме. Одиме мајстори и техниките ги надградуваме, за да може секој пат да биде нешто најдобро. Се применува ли некаде оваа вештина, оваа боречка вештина надвор од вообичаените термини за вежбање на младите? Има ли професионализација, можеби, на вештината? Значи, самата вештина почнува како и во сите други спортски дисциплини боречки вештини со полагање на појас. Од прилика требате на 4 години за да дојдеш до степен на мајстор. Се земаат појаси класично од жолт до црн појас и понатаму се одат на данови. Секој дан значи дупло по-добар да си од претходниот. Не значи само еден степен, туку дупло подобар. Што значи вториот е дупло подобар од првиот, третиот од вториот и така натаму. Ова ти е на некој начин професија која што натаму животот може да тренираш специјалци, може да тренираш групи на деца или било како може да живееш од реалното аикидо доколку има услови. За жал во Македонија од спорт се уште не може
иако гледаме дека секојдневно има некои стипендии за спортисти кои што е за пофалба, и се надевам дека еден ден ќе можат сите влюбеници во спортот без разлика во кој дел да живеат од спорт, да тренираат спорт, да работат спорт и да живеат од спорт. Токму тоа ми беше прашањето, имајќи предвид дека на времето клубовите добиваа некаква финансиска поддршка од државата, денеска е сосема поинаква ситуацијата. Така е ситуацијата. Таков е моментот тежок, меѓутоа се надеваме дека со ова позитивно ширење на енергија општо во сите спортови дека ќе допринесеме да се врати таа енергија истава да нашата држава застане на нози и да може да не промовира надвор, не само во Македонија, туку и надвор. Колку ви се трошоците за реално еден клуб, аикидо клуб да може да екзистира? Трошоци има секаде во секој спорт. Значи нема некаде без пари. Едино овде е предноста што можеби да се тренира и во тренерки, а е препорачливо да се вежба во униформа во кимоно. Кимоното е значи униформа која што е специфика како во каратеот, така и во другите боречки вештини. Истото кимоно од джудо и џиу-џитсу го користиме ние, значи истото кимоно и за аикидо. И друг трошок, ако може да се каже трошок, е секој полагање добивањето на појас. Еден појас од 150 денари до 300-400 денари, кој што се става. Инаку кимоното се движи грубо, значи имате од, збориме во Македонија, како најскапа во регионов, од некои 1500 денари па до кај 3-4 денари. За разлика, например, истото кимоно во Бугарија или во Грција може да се најде и за 1000 денари, 700 денари. Джудо кимоно, не карате. Рековте, во Скопје има голем интерес за аикидо како спорт, како вештина. Во Кочанјеве од неодамна започнува активно занимавање со овој спорт. Има ли интерес кај младите во Кочани? Има. Јас сум изненаден, просто сум изненаден колку има само луѓе кои што вежбале во Скопје. Сега се тука како студенти, значи како што спомнав специјалци кои што веќе се јавија дека дојаат. Исто така се јави и многу родители, значи сакаат своите деца да почнат да ги внесуваат. Лесно се доаѓа до информации денес со интернетот, благодарение, значи можеш да видиш што е добро за дете, како е добро. Претпоставувам дека и масовноста општа на светско ниво за реалното аикидо допринесува за масовност и во Македонија, да кажем и во Кочани. Имајќи предвид дека е боречка вештина, колку ви се реалните шанси да дојде до некаква повреда, можеби дали е поголема во однос на другите спортови или пак подеднак? Значи пред се вежбате духовна дисциплина, мора да бидете дисциплиниран за да го разбиете вашиот дух, да бидете на личност. Повреди настануваат и при одење на улица, ако климне нога, така повреди доаѓаат и при лошо свртување па се окочуваат во грб. Овде се тренира боречка вештина. Не се тепаме, значи не користиме сила, насилие кој ќе биде појак, туку напротив, надмудрување. Најчесто повредите во сите спортови доаѓаат од недобро загревање, најчесто 90%, и од невнимание, неконцентрираност. Така да, истото би било и овде. Ако не е самото дете аикидока, без разлика, значи дали жена, маж, старо дете, стар човек или мало дете, ако не е концентриран, ако не е овде со умот, може да дојде до повреда. Меѓутоа, најчесто се трудиме сите да ги следиме, максимално да има концентрација на тренинг, фокус и да се потрудиме да го впијат тоа во нив, да го впијат на брз начин за да можат утре да им послужи како техника, како самоодбрана или едноставно да се играат како личност. Може да се каже дека поради современиот начин на живење зголемени се опасностите од напад, условно речено, кон поединците, па тоа е една од причините да се одлучуваат да се занимаваат со аикидо. Можеби, за жал е така, гледаме секој ден, може во Кочани не е на толков обем. Меѓутоа да кажеме Скопјево и поголемиве градови, имате секојдневно напад на жени кај што им ги крадат лачиња по улица. Дори ќе врат што се вика ќе им скини, на дечиња мали исто ги ограбуваат, мобилни телефони и сето тоа, по автобуси секој ден тепачки има. Во Кочани општо и во Источна Македонија е попитом народот. Попитом, покултурен, пофин. Меѓутоа тоа не значи дека и овде не се случуваат истиве работи. Секој ден го пуштате дете во кафиќ, на школа го напајаат група на луѓе. Не е предност овде ние децава или поединкиве да ги спремаме да ги тепаат другиве, да биде појак, туку напротив, да биде посмирена, да ги надмудри и во крајен случај, ако треба да се одбрани, да знае како да се одбрани. Оно што е интересно, споменавте дека освен аикидо, вештината што, односно боречката вештина што ќе изучуваат овде младите, ќе има и кардиофитнес. Има ли разлика меѓу овие две работи или пак некако се компатибилни? Кардиофитнес е дел од сите спортови. Кардиофитнес значи подобрување на кондицијската издржливост и способност на самата единка, на самиот спортист, на самата физиономија. Со кардиофитнесот паралелно со аикидово, збориме во склоп на аикидово, е независно. Ги тренираме во последни денови и може да тренираат луѓе кои што не го интересираат борички вештини.
Значи, ако сакате вие да бидете спортист, а да не влегувате во сала да се борите, може да дојдете само за вежбање на вашето тело. Овде овие тренинзи се хит во светот со тоа што под различни имења ги имаме секој ден на интернет, а принципот е исти. Значи, од едно класично загревање до кревање на пулсот на одредено ниво, кој што се пресметува математички подредени формули, држање на тоа ниво со тешки вежби, напорни, скалекови, чучневи, значи стомачни, скокања различни во различни позиции, се со цел едно половина час да го држиме тоа темпо и да го оладиме телото, да се излеземе од сала кога не сме вежбани. Само со тој принцип, значи на кревање пулс и за спуштање со активни вежби добивате еден добар фит на телото, добра фигура, а воедно и издржливост. Затоа што без разлика дали сте ватерполист, дали сте пипонгар или сте некој од боречка вештина, треба кондиција. И за еден обичен фудбалер прават кондициони тренинзи. Тие се тие кардио тренинзи, кондициони. Целата разлика е што овие се вежбат во група на едно место со многу интензивни, моментално издвоени најактуелни вежби што се на светско ниво. Најдобрите вежби се извојуваат само со цел за кратко време да се стигне добар резултат. Збориме кардио, значи за подобрување на самото срце, функција, за подобрување на целиот лимфен систем, за зголемување на мускулна маса, не дека ќе бидете билдери, туку на намалување на масново ткиво. Затоа што знаеме колку 1 кило месо зафаќа волумен, а колку зафаќа 1 кило маст, односно масно ткиво. Ние го претопуваме. Така да целуидот кај жените, а за жал се ово и кај мажи сега, ќе го снема, стомакот ќе го намалиме, ќе се зголеми раменскиот столб, а воедно и капацитетот, издржливоста. Дали утре ќе ти текне да трчаш на фудбал или ќе се качуваш на планина, ќе се осетиш сам дека си веќе поиздржлив. Дали треба да се направи претходно некаква проверка лекарска за да може да се доаѓа на кардиофитнес? Дефинитивно сите носиме нешто во нас, а не знаеме што носиме. За да тренират кардиофитнес треба да се здрави личности, како и секој спорт, значи здрав. Ако имаат, збориме здравиот стил да нема кила, да нема скршеница некоја, значи да нема некој излив. Такви работи не може да тренираат. Треба да се стрелат, затоа што само ќе улошиме ситуацијава. Меѓутоа, ако имаат проблеми со искривувања, ако имаат проблеми, значи од типот на секојдневни проблеми денес актуелни, стрес, ако имаат значи проблеми со срце веќе забавено или забрзано, дефинитивно дали ќе го кажеме кардио или ќе кажеме кондиционен тренинг е најпотребното нешто. Колкава е разликата во однос на другите вежби, фитнес вежби, аеробик и слично со кардиофитнесот? Па ова се вика така наречено спартански тип на вежби, значи до крајно издржување. До крај, значи напор даваш на телото до паѓање во несвест, така кажано. Меѓутоа не значи дека не може да го вежбаат слаби личности, оние што немаат кондиција, поулежаните. Напротив, и тие го вежбаат со цел се труди, сите околу нив прават скалекови, некој прави 30, некој може 1 или ниту 1. Ама со тек на време како вежбаат сите, така и тој на колена се труди да стигне до некоја бројка 10, 20, му даваат сите значи на поддршка за да го постигне резултат. Има ли возрастно ограничување од колкава возраст до колкава може да се занимаваат лицата со кардиофитнес? Овде дечиња не можат. Овде деца не можат. Овде можат спортисти деца. Значи сите спортисти без разлика, значи рековме дали се од борички вештини или од другиве фудбалери, кошаркари и така натаму групни спортови, можат. А обични деца од дома кои што сакаат да вежбаат нешто не. Овде веќе е реалниот аикидо. Како е со аикидото? Тоа ми беше прашањето. Овде веќе деца од 4 годишна возраст во аикидо, од 4 годишна возраст можат па до се најстарата популација до 90 години. Битно е да може да се движи. За некој те нападне на улица, доста е само значи мало движење да му тргнеш енергија, да го пропуштиш едноставно. Не ти треба да го тепаш, туку да го пропуштиш за да го легнеш на земја. Се работи за источно-азиска, од далечниот исток азиска вештина, која што се применува овде во Македонија, зборуваме за аикидото сега. Значи ли дека е адаптирана на нашите потреби и услови или пак се пренесува на како што е изворно? Аикидото воопшто како аикидо е изворно од Јапонија. Меѓутоа, реалното аикидо е изворно од Србија. Е влезено во куќата на славни и сега е како светска боречка вештина. Баш поради тој начин на вежбање, они го практикуваат цело време традиционалниот, збориме за јапонскиот дел, традиционалниот дел на вежбање. Со сите тие значи медитации, поклонувања, додека кај нас нова популација големи, високи и крупни, а со еластични зглобови е ефикасно, меѓутоа не до толков степен. Затоа
покојниот мајстор Љубомир Врачаревиќ, кој е основач на реалниот аикидо, ја оваа техника ја зема реални аикидо традиционално, ја зема како основа, како база, извојува неколку стотина техники кои ќе ги надградува со теми база и надградба од други борички вештини за да го добие ова така наречено совршенство во овој момент. Се добива впечаток дека аикидото е помалку агресивна вештина за разлика од каратето и джудото, би рекол. Па стално кога ќе му спомнеме некому аикидо дека вежбаме, од овој интернет веќе ги има сите информациите и стално ја кажува тоа не е на приказна, ќе бидам краток, приказната е малце подолга за некој си старец кој што седел во воз. Тоа се случува во Јапонија. Седи во воз, а си до неговото купе, значи се случуваат проблеми, некој пијаничиште, не знам што, и само старецот отишол до него, му кажал нешто, никој не знае што, а претходно некој тип што гледал од страна вака, сакал да влезе да го истепа. И овој, знаеш, кога го смирил, му рекол, како успеа, знаеш, ќе влезе јас ќе го средам. И се дознало после дека тој бил еден од синовите на основачот на аикидото. Значи, еден од највисоките дел, што влегол, значи едноставно го надбурил, го смирил човекот без никаква агресија, без ништо. Значи дека има и на некој начин психолошка одбрана, освен контакт. Најбитното нешто денес во ова лудорија околу нас, во ова брз живот, значи во ова бурно време со негативна енергија да се пробиваш низ тие струи, не да се трудиш, значи да ги убиеш струите, туку напротив, да се пробиваш низ нив и да шириш позитивна енергија. Токму тоа сакав да прашам, колкава психичка смиреност донесува аикидото? Аикидото е за смирување, за намалување на стресот. Меѓутоа може да биде многу агресивна, значи во случај на напад на твое семејство, во случај на напад на твој близок или како што ги тренираме телохранителиве и специјалци, може да биде многу опасно. Зависи како ќе употребуваш. Затоа е битно аикидоката да ја кредеш на ниво за да биде свесен човек, мудар. Не да биде, значи, класичен тепач кој што тренира така и стои по врат и не знам што прави, туку напротив, да биде препознатлив, културен, фин. Младите во Кочани, реков, досега имаа можност да се занимаваат само со неколку борички вештини, борењето и каратето пред се. Каде што постигна многу добри резултати. Така, има добри резултати. Очекувате ли дека можеби и аикидото може да донесе резултати? Се надевам, затоа што овде има еден голем расод на спортисти. Значи, ова е поднебје на спортисти. Тука имало и ќе има спортисти, само што моментот е таква ситуацијата. Ние сме тесно поврзани со каратево. Секој ден вежбаме со каратисти, правиме спарензи за да видиме до кај сме ние. И со така за во клинч. Моментално, например, најдобро бодување што сакат сите каратисти да бидат најдобро е во клинч каде што имат фрлање. Тие фрлања нас се секојдневие. 3 бода носи во карате преку фрлање, преку чистење, значи фрлање. Така да сме секојдневно со цела карате репрезентација во контакти. За припреми за такви работи сме им тука на помош. Ја споменавте репрезентацијата, какви се можностите на младите што се занимаваат со аикидо да ја покажат својата вештина на државно ниво и со други клубови, па можеби и надвор од границите на државата? Како што спомнавме, моментално спортот е на ова ниво, меѓутоа се надеваме дека ќе окренеме. Сите ние, не само аикидо, не само реалните аикидо, општи карате федерација, значи сите ако покажеме резултати, се надеваме дека ќе добиеме од нивна страна поддршка за понатаму. Моментално и агенцијата за млади спорт е во некоја криза, меѓутоа тоа не значи дека ќе биде нон-стоп. Ќе се сменат работи и ќе дојде на подобро. Мора оптимистички. Господин Илик, како е организирана аикидо федерацијата? Постојат ли клубови, на кој ранг, на кој ниво се надпреваруваат во државата? Па секако дека за да постои федерација треба да биде организирана. Нормално да секоја федерација составена од минимум 5 клуба, ние имаме некаде 30 клубови и секции ширум Македонија. Аикидо федерацијата на Македонија постои од 1996 година. Иначе почетоците на организирано изучување, односно тренирање на аикидо датираат од 1986 година со моето станување прв аикидо мајстор во Република Македонија, во тогашна Република Македонија. И потоа првиот клуб е отворен во Битола, прво како секција во рамките на џудо клубот Пелистер од Битола, потоа како посебен клуб аикидо клуб Пелистер од Битола, кој што почнавме да го негуваме стилот реален аикидо, бидејќи е најприфатлив за луѓето, односно за човекот од западната хемисфера, така речено, бидејќи од источната хемисфера корените на аикидо, на традиционалниот аикидо водат од Јапонија. Меѓутоа, имајќи во предвид психофизичката конституција на тој народ таму и на
народот, да речеме, односно народите од западната хемисфера, каде што се истакнуваат со повисок раст, поголема тежина и така надаму, реалниот аикидо е адаптиран баш за луѓето од западната хемисфера. Основач, односно обликувач на стилот реален аикидо е господинот Љубомир Вачаревич, за жал сега покоен. Иначе тој беше носител на највисокото звание Соќе, односно Соќе значи творец на стил, 10 дан. Иначе што се однесува до аикидо, односно реалното аикидо во Македонија, континуирано се работи под будното око на Аикидо Федерацијата на Македонија, која што се организирана како било која друга федерација со своји органи и тела. Се разбира, од неодамна покрај вештината реалниот аикидо имаме воспоставено и систем на надпревари, додуше турнирски систем во форми на реален аикидо. Тоа е нешто по примеру на катите во карате. И за сега мислам тоа дава добри резултати и сметаме дека поагресивно во иднина ќе го форсираме и овај сегмент од вештината реален аикидо и сметам дека во реалното аикидо ќе може да бидат вклучени и оние кои сакат да постигнуваат, да забележуваат врвни резултати на надпреварувачки план. Покрај, значи, реалното аикидо, значи, полека станува спорт, се работи за самоодбрана, се работи за рекреација. Значи имаме три основни сегменти кои што младиот човек едноставно го обликуваат во една психофизички здрава и стабилна личност и едноставно да биде имуна на негативните предизвици кои што го демнат на секој чекор во денешно време. Организирани сме и како репрезентација, имаме репрезентација, имаме повеќе репрезентации, имаме неколку забележителни успеси на опен турнири во Белград и во Истанбул. Сега се спремаме за да имаме такви турнири исто покрај Белград, Истанбул и за во Солун и треба да организираме спрема календарот на Федерацијата еден опен турнир во Битола, на кој што треба да учествуваат некаде од 7 до 12 држави од Балканот и пошироко. Поканите се веќе испратени, во тек е процедурата и тоа треба да се случи некаде во крајот на февруари, а овај на април или почетокот на мај месец. Затоа ќе видиме околу терминот, бидејќи сега имаме некои нови моменти, чисто следат на избори и ние некиме баш во тоа време 26 и 27 треба да е зацртано да биде тој надпревар, меѓутоа сметам може ќе го поместиме на недела-две потаму, така да нема да има никаков проблем. Каква е поддршката што ја добивате од државата во делот на финансиското? Мислам дека ние како федерација многу не бараме, меѓутоа логично е да поддршка да биде поинтензивна од проста причина што секое патување, секој подготовки мора нормално, не може и клубовите да ги сносат тие трошоци за своите репрезентативци, кои сега на тој начин некако се трудиме да излеземе на крај, меѓутоа се надевам дека наскоро и пошироката општествена заедница ќе даде поголем, мислам, помош на ова повеќе стано корисна, атрактивна вештина и спорт. И сметам дека и нормално Агенцијата за млади спорт ќе обрати посебно внимание и на ова федерација. Грото од клубовите, рековме во претходниот разговор, се во Скопје. Сега започнувате една фаза на дисперзирање, би рекол. Разбирливо е Скопје да бидејќи како најголем град, иначе првиот клуб рекол во Битола беше, па потоа јас со некои ентузијасти од Скопје отворивме прв клуб во Скопје, па потоа тој прв клуб произлегува уште 3-4 клуба кои нормално првиот клуб остана да работи, Маруи се вика тој. И да речувам исто така раководителите на тој клуб се имаат постигнато изврсно ниво на знаење и напредување во реалното аикидо, носители се на мајсторски појас 4-ти дан. И имаме клубови ние ширум републиката, меѓутоа во овој дел имаме во Струмица, имаме во Прилеп, имаме во Ресен, имаме во Охрид,
И така, значи таа дисперзија продолжува, таа е динамична работа, бидејќи тоа е нормално да некои се отварат, некои се затварат од X причини, пред се финансиски, објективни, субјективни и така натаму. Меѓутоа тој процес е кој што тече, но нас како определена федерација ние да тие клубови бидат што помасовни, така да ќе има и клубови кои што се затварат, кои што изумират исто како и фирмите, да речем, меѓутоа ќе има стално ќе има. Ако еден клуб згасне, ќе има 2 нови, 3 нови, така по прогресија треба да расти. Мислам, јас преговарам и со повеќе представници од Министерството за образование и директно на теренот со директори на училишта и сме на добар пат да влези во училиштата како некоја алтернатива да се изучува и тоа кај децата во основните училишта, пред се да речеме од најрана возраст и така натаму, бидејќи реалното екидо дава голем допринос за развивање на моториката, за развивање на координацијата во простор, што е многу битно и се разбира малце ние сите треба спортисти, спортски работници да ги излечиме младите луѓе малце во салите и на терените надвор, бидејќи знаеме начинот на живот е денес малце поинаков од порано. Компјутеро и столицата одземат премногу време и тоа значи дека често пати мене ми доаѓаат примери деца, јас имам преку 7000 луѓе обучено во Битола само за овие 40 години скоро со разни деформитети, од сколиози, од слични работи и така натаму. Тоа е сето, тоа е од неправилно држање на телото подолго време. Се разбира тука доаѓа начинот искрена се, меѓутоа сметам дека недоволната физичка активност прави да имаме такви деформитети уште во најраната возраст, а тоа нормално се одразува после фатално за по годините кои што следат понатаму, значи по високата возраст. Какви се можностите на аикидо спортистите да излезат и навор од државата, да учествуваат на турнири меѓународни? Со поголема помош мислам дека многу лесно ќе можеме да излезиме. Овде од окружувањето, да речем, ни се сериозна конкуренција Србија, Република Србија, меѓутоа мислам дека со другите држави од Балкан и пошироко мислам дека се носиме добро и сме уште подобри. И можеме да видиме многу подобри. Има ли опасност конкуренција од другите боречки вештини, карате, джудо, борење? Секој си е, јас сум исто така джудо мајстор и џиу-џитсу мајстор. Сум мислам секој си има свој дел, така да нема никаков проблем. Предноста на реалниот аикидо тоа што ефикасен е и од дистанција и од борба на дофат на рак. Примерно паралела би направил карате спорто нормално се одвиваат борбите на дистанција. Така, на дофат на рака, на нога и така натаму. Во джудо имаме момент кога ефикасни се джудо техниката кога ќе имаме контакт, значи на дофат на рака. Реалниот аикидо може да биде подеднакво успешен и на дистанција и на дофат на рака, исто така доколку треба и долу борба на тлото и на тлото. Значи сепак не случајно го нарекуваат вештина на новиот милениум и јас сум цврсто убеден и верувам во тоа дека следува светла перспектива за реалниот аикидо во Република Македонија и пошироко се разбира. Тоа го говори и фактот што Светскиот центар за реален аикидо од 25 земји членки сега веќе има 37 земји членки од сите континенти и тоа мислам рапидно се зголемува и да речеме се случи една несреќа што основачот почина. Мислам дека имаше воспоставено многу повеќе контакти кои што ние сите ќе ги продолжиме како Светскиот центар, бидејќи јас сум и во тој борд на директори во Светскиот центар за реален аикидо и светам дека уште повеќе, со уште поголем замав се разбира, меѓутоа секако дека е потребно и поддршка на пошироката општествена заедница, се со цел за афирмирање на градот, на Република Македонија и така натаму. Посакувам успех со клубот овде во Кочани и благодарам за разговорот. Јас мислам дека ќе имаме солиден клуб во Кочани.